Советот на општина Кочани го прифати барањето на комуналното претпријатие Водовод за поскапување на водата за пиење и за услугите за канализација. По еден месец граѓаните ќе добиваат повисоки сметки, без разлика дали и понатаму водомерите ќе им покажуваат иста количина потрошена вода како и досега. Не помина предлогот на опозицијската советничка група точката да се повлече од дневниот ред, односно повикот до останатите советници да не ја гласаат, за да не им се зададе нов финансиски удар на граѓаните. Во образложението од комуналното претпријатие беше речено дека потребата за покачување на цената била од објективна природа. Првата важност на оваа одлука на моменталната цена на чинење на водата од 31 денар од 12 месец 2005 година до денес цената на електрична енергија е порасната за околу 54,7% или со намалувањето, односно 56,7% и со намалувањето порастот изнесува во нето износ од 52%. Водата во Кочани, знаеме, се препумпува два пати, се транспортира на оддалеченост од 5 км и се совладува висока разлика од 290 до 450 каде што е локацијата на фабриката за вода. Покачувањето на цената за канализацијата пак Папазов го образложи со потребата од изградба на регионална станица за прочистување на отпадните води. Сепак барањето за новите цени предизвика бурна дискусија, во која учествуваа само советниците од опозицијата. Значи неприфатливо е Кочани со најниска економска моќ на граѓаните да има највисока цена на чинење на цената на водење и на цената за вода за пиење и на цената за отпадни води. Значи ние ќе бидеме против оваа одлука, нема да ја поддржиме и ќе се обидеме преку различни методи да ги анимираме граѓаните, се со цел да добиеме поддршка да ја промениме одлуката доколку ја донесете денес. За просечно семејство кое што троши од 13 до 15 кубика вода, покачувањето би било некаде околу 230 денари или скоро 4 евра, што на месечно ниво приходот на јавното комунално предпријатие би го качило од околу 50.000 евра или годишно тоа ќе биде 600.000 евра. Значи овие две бројки случајно или не се поклопуваат. Најголемиот проект кој што е направен со јавното комунално предпријатие за овие 7-8 години кошта колку што ќе кошта само качувањето на цената за една година. Па господа, вие ова ако го направивме пред една година, немаше потреба од такви кредити да земаме па да плаќаме камати. Еве ја состојбата од 2009 година по метар кубен, а еве ја состојбата што ќе биде од оваа година, односно од 1 јули. Има разлика. Тоа граѓаните на општина Кочани најдобро ќе го почувствуваат со наредната сметка за вода. Нешто и околу канализацијата. Значи, ќе се каче до 18 денари по метар кубен. Што да правиме со населени места како што е моето Грдовци, каде што канализацијата е правена 80-те години од самодопринос. Луѓето си направили канализација и сега, ако трошат 30 или 40 метри кубни вода, по 18 денари месечно ќе им земате само по кубик, тоа се некаде околу 300-400 денари само за канализација. Ако имаме некои општини каде што, како што кажа и колегата, има производна цена на водата и има продажна цена на водата, и некои општини се справуваат со тоа да продажната цена е пониска за разлика од производната цена. Еве јас упатувам прашање, некој да ми одговори, можеби може и директорот, како тие јавни предпријатија успеваат да работат со намалена на некој начин цена на водата. И секако едно конкретно прашање од оваа калкулација во 2013 година фактурирано метри кубни вода, ова значи дека е намалено фактурирањето, односно дека проблем е наплатата на вода? Прашањата од советниците не добија конкретен одговор, така што по неполн час оставањето на точката на дневен ред, таа беше усвоена од страна на мнозинството во Советот. Со тоа, од 1 јули, граѓаните ќе плаќаат 11% поскапа вода и 150% поскапа канализација.